Добар ден на сите. Согласно член 80 став 2 од Деловникот на Советот на Општина Битола ја отварам седницата на Комисијата за финансии и буџет на Советот на Општина Битола со следниот дневен ред. Точка број 1. Финансиски план за работа на јавното предпријатие Комуналец за 2024 година. Точка број 2. Финансиска програма за одржување на јавната чистота на јавните површини на територија на Општина Битола за 2024 година. Точка број 3. Финансиска програма за одржување на јавните зелени површини на територија на Општина Битола за 2024 година. Точка број 4. Финансиски план и програма за работа на ЈП за урбанистичко проектирање, планирање и инженеринг Битола за 2024 година. Точка број 5. Програма за субвенционирање на јавните комунални предпријатија за 2024 година. Точка број 6. Програма за финансирање и изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Битола за 2024 година. Точка број 7. Одлука за обезбедени средства за надоместок за експропријација на недвижен имот за изградба на комунална инфраструктура во Општина Битола. Точка број 8. Одлука за давање во закуп со надоместок на недвижни ствари сопственост на Општина Битола со електронско јавно наддавање. Точка број 9. Одлука за утврдување на почетна цена за давање во закуп на микролокации предвидени за поставување на урбана опрема, рекламно-информативни паноа, билборди. Точка број 10. Одлука за пренесување на право на управување и тековно одржување на објектите за спорт од локално значење и детски паркови на подрачје на Општина Битола на јавното предпријатие Комуналец Битола. Точка број 11. Одлука за давање на трајно користење без надоместок на донација опремување на соба за третмани од страна на Германско друштво за интернационална соработка ГИС, проект за социјална права на ранливи категории. Точка број 12. Решение за давање согласност на одлуката за давање донација за изработка на планска програма изработка на ДУП за блок 30801. 13. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување тарифите за собирање и одведување на урбани отпадни води на КЈП Нискоградба Битола за регулиран период 2024-2026 година по категории на корисници. 14. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на тарифите за прочистување на отпадни води на Нискоградба Битола за регулиран период 2024-2026 година по категории на корисници. 15. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на тарифи за вода за пиење на ЈКП Водовод Битола за регулиран период 2024-2026 година. 16. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на тарифи за вода за пиење на ЈКП Водовод Битола за регулиран период 2024-2026 согласно решение од Регулаторна комисија за енергетика, водни услуги и услуги за утврдување со комунален отпад на Македонија. 17. Решение за давање согласност на одлуката за дополнување на правилникот и начин на наплата на јавните паркиралишта на ЈПП ЈЛП Битола. 18. Решение за давање согласност на одлуката за измена на наменска и блок дотација на Естрија Овадија Мара Битола. 19. Решение за давање согласност на одлуката за донесување годишен финансов план за средства од наменска и блок дотација за 2024 година на Естрија Овадија Мара Битола. 20. Решение за давање согласност на одлуката за донесување годишен финансов план за средства од самофинансирачки активности за 2024 година на јавна општинска установа за деца, детска градинка Естрија Овадија Мара Битола. 21. Решение за давање согласност на одлуката за донесување годишен финансов план за донаторска сметка за проектот инклузија на деца роми во предучилишни установи детски градинки за 2024 година на јавна општинска установа за деца детска градинка Естрија Овадија Мара Битола. Кој е за ваквиот предложен дневен ред? Ве молам да крени рака. Констатирам дека дневниот ред е усвоен. Преминуваме на точка број 1, значи 1, 2, 3 и мислам уште една имате за спортски објекти, додаците заедно, може и директора? Или таа ќе си објаснат од општина? Добро. Значи точка број 1, број 2 и број 3. Имаме представници, повелете. Почитувани, добро утро на сите.
Ќе почнеме со предлог финансовиот план за работа за 2024 година. Во воведниот дел имаме набраено дека комуналец има 7 сектори кои што ја извршуваат дејноста за која што е регистрирано. Секторот комунална хигиена има 2 одделенија, одделение за собирање, транспортирање и селектирање на отпад и одделение за депонирање на отпад. Во предлог планот се наведени инвестиционите планови, да не ги набрајувам овие што се повторуваат тековни активности во сите планови во изминатите години. Кажуваме дека во делот на планирани приходите од овој сектор ќе изнесуваат 50% на ниво на предпријатието или 127.515.000 денари. Ова дејност, овој сектор ја извршува со 68 вработени. Секторот јавно зеленило има 3 одделенија, одделение за одржување на јавна чистота, одделение за хортикултура и одделение за расадник или за расадничко производство. И овој сектор ќе учествува во вкупните приходи со 32% или ќе има приходи во 2024 планирани 81.286.000, а на терен ќе работи со 80 вработени. Секторот уредување и одржување на гробишта учествува во вкупните приходи со 8% или со 20.315.000. Во овој сектор работат 32 работници. Одделенијата за секторите за општи правни работи и човечки ресурси, секторот за финанси, сметководство и комерција и секторот канцеларија на директорот учествуваат во трошоците, не учествуваат во приходите. Имаме тука сектор за улично осветлување, кај што тој кажуваме дека ќе учествува во приходите со 10% или 24.740.000 денари со 21 вработен. Имаме еден табеларен приход по сектори за 2024 и потоа имаме една табела со трошоци. За на крајот спротиставено приходите и трошоците да кажеме дека планираме 2024 како остаток од работењето да бидат 300.000 денари. Тоа беше за двете точки комплет? Ова е за финансовиот план. Добро, може сите три комплет или сакате една по една? Ова до советниците, ако ме слуша некој воопшто. Може да ги кажеме и другите два Кажете планови. ги, секако. Планот за одржување јавна сме испланирале дека ќе сработиме за 45.601.600 на 85 локации, додека планот за јавно зеленило велиме дека ќе работиме за 50.825.838.000 денари на 145 објекти на територијата на општина Битола. Да. Дали имаме прашања? Јас имам прашања. Дали може да ми кажете, бидејќи не ве следев целосно, колку изнесува целосната финансиска програма, колку во средства, кажете ми, колку ви требат за следна година комуналец да може да функционира? Ако може директорот да ми одговори. По основ на програмата за јавно зеленило, ако прашвате, вкупно се
50 милиони целосната програма е, од кои 40 милиони се очекуваат од општината да сработиме и да наплатиме од општината, остатокот ги собираме по основ на плаќање на сметки. Ова ви се пари кои ви се предвидени за цела година. Да. Со буџетот колку ви се предвидени пари? Не знам, треба да видиме тоа. Благица, може да ни одговориш? Колку? За следна година за комуналец колку имаме предвидени? За следна година за зелените површини 20 милиони денари и за јавна чистота 20 милиони денари. Значи комплетно колку што му требат се предвидени во буџетот, така? Тие само за Ние само за зеленило 40. Директоре, вкупно за себе прашвам, за да ви функционира предпријатието. Купно по основ на двете програми. На се што имате. Имаме 90. За да не дојдете по 6 месеци овде и да ми речете дека немат вработените плата да земат. Ако може да ми кажете сума. За јавно зеленило уште на крајот на октомври, почетокот на ноември, кога ќе побарат од општината да доставиме предлог за формирање на буџетот, ние доставивме дека за јавно зеленило ни требат 40 милиони, за јавна чистота 20 милиони 500 и за улично осветлување 27 милиони, сега момент се точно да видим, и 750.000 денари. И тоа вкупно колку е? За сите три програми, вкупно? Сега секунд, до 87 мислам дека иде за сите три. Со се уличното заедно, 60 милиони по основ. 60 милиони 500 иде. Ние Благица вкупно по сите ставки. Од прилика. За уличното само немам точно податок, не носам, инаку 20 се за зелените, 20 за јавна чистота и за уличното не сум сигурна, меѓутоа мислам дека според нивното барање. Добро. Директоре, дали во програмата која имате предвидена за наредна година имате било какви предвидени средства за набавка на нови камиони? Извин, 30 милиони имаме предвидено за набавка на 2 нови возила. За камиони, 2 камиони. Како мислите да ги набавите тие два? Во која смисла како мислим? Така, ќе си ги платите преку предпријатието да си ги плати, да си ги купи? Разгледваме на поиќе начини, дали ќе биде со лизинг, дали со... Колку време разгледвате? Од кога ви е ова размислување на предпријатието, од кога го разгледвате? Оваа година беше малце потешка, затоа ние ги имаме во глобала начините на кои се, меѓутоа не можевме да ги набавиме, па затоа оставивме за наредна година. И утврдивте дека само 2 можете да набавите? Да. И доволно ви се 2? Никогаш не се доволно, што поиќето подобро, меѓутоа со проектот за регионалната депонија очекуваме во текот на 2024 да имаме дополнителен број на возила. Колкав број? Уште немаме точно известување добиено од нив. Ма тоа вие од Министерство за животна средина, така? Да. Имате вие некакви обврски кои треба да ги исполните за да ги добиете? Обврски во која смисла обврски? Не знам, финансиски? во некоја. Дали Не треба знам, да во платиме? некоја. Не знам дали финансиски или други, дали имате некакви обврски кои треба да ги исполните за да добиете камиони од Министерство за животна средина. Тоа нормално, со тек која ќе се формира регионалната депонија, тоа ќе биде друга фаза, за почеток ќе ги добиеме возилата, барем како што кажуваат на официјалните состаноци. За сега немаме никакви обврски во смисла, финансиски обврски немаме никакви. Ако ви дават тие возила, зошто би напавиле и вие возила? Па дали ќе бидат тие доволно, не знаеме која е бројката, затоа треба да видиме колку возила тие ќе ни дадат возила, за да видиме дали ќе бидат доволно, за тоа е во планот, не мора да значи дека ќе се набават, доколку се доволно возила што ќе се дадат, ние нема да набавиме. Не бе, директоре, нема да набавите, само тоа сакав да слушнам. Вие една Не година мора не да набавивте, сега ќе набавите. Не мора да значи. Фала. Дали некој друг има прашање?
Јас имам уште едно прашање. Докај сте со реализацијата на новиот градски парк и дали следна година имате предвидено средства во вашата програма? И колкава висина? И зашто? За одржување или за дополнително? За шо и да е? Јас не сум во комуналец, да знам за шо. Затоа што ви треба. Дали за нов дел збораме или за тековниот дел? Значи, директоре, беше најавено 25.000 метри квадратни, јас онде гледам 8.000 метри квадратни. Предпоставувам дека треба да има некои нови зелени површини. Вие ако не знаете, јас не знам ич. Јас гледам тоа што има на терен. Добро, тоа е завршено. Ние го имаме завршено тоа што беше побарано. За тој дел, за нов дел немаме уште никакви договори, а за тековно одржување на тој парк што е веќе направен, имаме во програмата за јавно зеленило, имаме вклучено. Со ребалансот не добивте пари за тој дел, бидејќи велевте дека доколку не се изгласа ребалансот, нема да се одржува новиот парк во Нова Битола. Со ребалансот добивте пари за таму или не? За одржување. За одржување? Да. Да, и во рете сега имате пари за се, така? До крајот на годината се ви е покриено. До крајот на годината, уште 2 недели има до крајот на годината. Знам дека има, гледам, одржано е, само што ги пресадивте, ти беа криви, се ги исправивте. Добро, благодарам. Некој друг прашање? Доколку немате, ви благодарам. Минуваме на следна точка. Точка број 4. Финансиски план и програма за работа на јавно предпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола за 2024 година. Добар ден, почитувана председателке, почитувани членови на комисијата. Финансискиот план и програма за работа на јавното предпријатие за 2024 година. Во него се наведени дејностите на предпријатието, активностите кои ги врши предпријатието во смисол на изработување на урбанистичко-планска документација, планско-проектна и други работи од доменот на планирање и проектирање согласно годишните програми на Советот на општината. Видовите на урбанистичко-планска проектна и проектна документација се предвидени во ова годишна програма како основа и рамка за изработка на сите нив. Со нив се предвидува изработка на урбанистички планови, продолжува изработката на генералниот урбанистички план на град Битола, изработката на планската програма, дел од студиите и работната верзија на ГУП-от, изработка на детални урбанистички планови согласно барањата, односно нарачките од општина Битола, урбанистички планови во населено, планови за село и други планско-проектни документации, урбанистички проекти за парцелирано градежно земјиште, за градежно земјиште за општа употреба, стопански, индустријски намени, инфраструктура, урбанистички проекти за план за парцелација за село и вон опфат, согласно законот како што се наведени класификацијата на урбанистички проектни. Проектните документации се проектна документација од областа на нискоградбата, високоградбата, сообраќајното инженерство, проектна документација за поставување на урбаната опрема, програма согласни законот за градење и конзерваторски проекти и видови на елаборати, елаборати за заштита на животна средина и здравјето на луѓето, елаборати за заштита од пожари, инсталација на дојава на пожар и елаборати за заштита при работа. Предвидените приходи за 2024 година се темелат согласно програмата за изработка на урбанистички планови, како и потребите за друга урбанистичка документација и во однос на приходите се очекуваат да се добијат вкупни приходи од 11 милиони денари, поделени на урбанистичко-планска и планско-проектна документација. Предвидените расходи вкупно изнесуваат околу 8.950 милиони, што значи дека се очекува некоја добивка од 2 милиони денари, која планира јавното предпријатие да ја оствари за 2024. Толку. Благодарам. Дали некој има прашања? Доколку нема, ви благодарам. Благодарам јас. Следна точка. Програма за субвенционирање на јавните комунални предпријатија за 2024 година.
Валет. Почитувана председателке, почитувани присутни, со ова предлог програма за субвенционирање на јавните предпријатија за 2024 година офатени се 3 јавни предпријатија, и тоа јавното предпријатие за превоз на ученици Пела Линк, јавното предпријатие за стопанисување со индустријска зона Жабени и јавното предпријатие Паркинзи. Јавното предпријатие, средствата за јавното предпријатие Пела Линк се алоцирани во програмата Ј5, јавен локален превоз на патници, и со програмата на јавното предпријатие Пела Линк предвидени се средства за субвенционирање од трите општини Могила, Битола и Новаци. Општина Битола има планирано средства во висина од 2.079.324 денари за субвенционирање на јавниот превоз и превозот на учениците. Во програмата Ј8 алоцирани се средства за субвенционирање на 2 јавни предпријатија, индустријската зона Жабени со 600.000 денари. 600.000 денари според програмата на директорот на Жабени му се потребни 300.000 денари за одржување на пречистителната станица, со кој тој учествува со сопствени средства од 500.000 денари и субвенции од општина Битола 300.000 денари. Исто така, потребни му се средства за чистење на канали и одржување на зелени површини во висина од 300.000 денари, тој учествува со сопствени средства од 1.300.000 денари. И третите субвенции се за јавното предпријатие Паркинзи во висина од 2 милиони денари. Вкупниот износ за потребите за осовременување на паркинг системите со рампи за затворените паркинзи изнесува 6 милиони денари, општина Битола ќе субвенционира со 2 милиони денари. Барањата од јавните предпријатија, доколку сакате, можам да ги копирам, да ви ги доставам на сите. Благодарам. Доколку ги имате, убаво е да ги имаме, да ги добиеме на мейл. Дали некој има прашања? Јас имам прашања, ама очигледно не знам дали вие можете да ми одговорите. Повикани беа директорите, меѓутоа некои од оправдани причини ми рекоа дека не можат да присуствуваат, инаку повикани беа за да нормално тие си дадат свое видување и зошто ги бараат истите средства. Да, ама треба на советот да му кажат ако не можат да дојдат, не вас. Да, на советот, да. До мене не е стигнато никакво објаснување зашто денес нема директори на овие јавни предпријатија. Така да не можам вас да ве замарам со такви прашања. Да. Благодарам. Освен директорот на Пела Линк, извинете, стварно е оправдано одсутен, Да. тој ми каже. Дали некој друг бара збор, прашање? Благодарам. Минуваме на следна точка. Точка број 6. Програма за финансирање на изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Битола за 2024 година. Повелете. Само едно прашање кратко, Благица, вкупно колку изнесуваше субвенцијата? За сите три? За сите три изнесува 4.679.324 денари. Фала. Повелете. Добар ден на сите. Да кажам дека цел на програмата за изработка на урбанистички планови е да се овозможи ефикасно спроведување на политиката на планирање и уредување на просторот на територијата на општина Битола и создавање на услови за равномерен просторен развој, рационално уредување и користење на просторот, како и услови за хумано живење и работа на граѓаните на општина Битола. Согласно оваа програма се планира изработка на урбанистички планови, изработка на урбанистички проекти и во делот на финансирањето да напоменам дека согласно оваа програма истото се врши по неколку основи. Едниот основ е согласно буџетот на општина Битола и за оваа година согласно истиот планирани се вкупно 6.720.000 денари.
финансирање од средства на заинтересирани правни и физички лица, чии што програмски барања и подрачја на интерес се прифатливи за општина Битола, финансирање од страна на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој и од донации. Сакам да потенцирам дека оваа програма, како и сите останати, меѓутоа карактеристично за оваа програма е дека во текот на годината, во зависност од стратегијата на општината и доставените иницијативи, истата се менува. Значи, согласно постапката утврдена во Законот за урбанистичко планирање, утврдувањето на потреба од изработка на урбанистички планови е исклучиво врз основа на поднесени иницијативи, процедура која што претходно треба да помине низ филтерот во делот на оправданоста од отпочнување на истата. Толку. Благодарам. Извинете, само не слушнав вкупна сума колку е? 6.720.000 денари. Благодарам. Прашања? Доколку никој нема прашања, ви благодарам за присуството. Точка број 7. Одлука за обезбедени средства за надоместок за експроприација на недвижен имот за изградба на комунална инфраструктура во општина Битола. Добар ден на сите. Ова е одлука за обезбедување на средства по однос на поднесени предлози за експроприација. Во одлуката која ја пратив до Советот имаш обезбедено имав напишано 10 милиони денари, но истата ќе претрпи измени и ќе побарам 15 милиони денари. Да напоменам дека влезот од Скопје, ќе имаме експроприацијата актуелно моментално, но меѓутоа со обезбедените 110 милиони денари од владата, ќе можат и исто да се користат за експроприација, покрај овие 15 милиони денари. Дали некој има прашање? Јас имам. Зашо се овие 15 милиони ако имаме 110 милиони? Значи 110 милиони се за цел проект, 15 милиони се за тековни за постапки почнати од 2023 година и доколку дојдат и некои нови постапки во 2024 година. Значи секоја година обезбедуваме средства да има од претходните, да речеме. Имате започнато воопшто со експроприација? Да, денес или утре ќе бидат поднесени предлозите до Министерството за финанси. Значи претходно прашувам дали имате започнато со експроприација? Имаме. Моментално има активна постапка за дворот на горната гимназија. Зашо? Дворот на горната гимназија. Не, јас ве прашувам за влезот, бидејќи тој го спомнав. За влезот не. Како? За влезот не, сега беше поднесено барањето пред 2 недели. Административно постапката е завршена. Денес ќе се поднесат предлозите до управата за имотно-правни работи. И кога очекувате да започне? Постапката? Официјално? Да. Официјално со експроприацијата и дали мислите дека овие средства ќе ви бидат доволни? Значи средствата ќе бидат доволни, овие и Зборам за тие 110. 110 се за цел проект, не само за експроприација. Добро, дали се доволни? Тоа ве прашувам. Доволни се таман работа. Добро. А 15 милиони доволни ви се? 15 милиони ќе бидат за постапки кои генерално не се завршени исплатени. Да речем имаме постапка од 2018 што не е завршена. Може и од прилика да ми кажете за кај се тие постапки? Од прилика. Не ќе ви кажам точно. Таа постапка е за улица Џоџа со 13 јули. Зградите горе. Добро. Под Кеопс. Таму има паркинг, има уште една постапка која во судска парнична постапка од 2019 година. Друго место немате? Нема. Благодарам. Дали некој друг има некакво прашање? Доколку немате, ви благодарам. Минуваме на следна точка. Точка број 8. Одлука за давање на закуп со надоместок на недвижни ствари сопственост на општина Битола со електронско јавно наддавање. Дали некој бара збор? Јас сум за истата. Повелете, извинете. Нема проблем. Јас сум за истата. Јас имам, и само бидејќи вие савивте, јас имам чувство дека пак имаме на дневен ред точки кои минатата седница не помина. Може да ми кажете зошто се пак на оваа седница предложени? Значи овој совет не ги усвоил. Предпоставувам дека и за другите сте вие.
И за билбордите и за микролокациите? Не сум јас за билбордите. А ова е нова сега што ни ја предлагате вие? Ова е нова, од моето оделение, точките се нови. Добро, повелете. Значи се работи за два објекти во поранешната касарна, поточно стреланата Добро. и војничкиот ресторан. Знаеме во каква состојба се сите. Минатата постапка заврши успешно, нели, со малиот објект што го пуштивме пред 2 месеци. Дали во материјалите немате пуштено се што е потребно за овие два објекти? Да. Со слики, со намена, со се? Не ги имам отворено. Слики намена ви немам пратено, ќе пратам, не е проблем. Значи не може да ни пратите. Значи на комисија ако ќе дојдите, овде треба ние да знаеме и кај и што е намената и како изгледа. Добро. Јас така мислам дека се договоривме минатиот пат. Ве слушам, повелете. И третиот објект е месната заедница Кичинарот. Има писмено барање за неа, за издавање под закуп, па да видиме. Надоместокот е 0,5%. Тука сакам да додадам исто во одлуката, дека обврска на закупопримачот е да ги реновира објектите и по престанокот на закупот да ги врати во владение на општина Битола во состојба која ќе ги реновира. А на колку време би ги добиле? Ова сакав тука со комисијата малку да поразговараме. Мој предлог Значи, за да бидат треба да знаеме 5 или 10. Ајте 10 нека биде, за да бидат поатрактивни за издавање. Бидејќи се руинирани. Трите објекти сега што сакаме да ги издаваме се руинирани. Доколку има закупец кој би ги реновирал комплетно, би ги користел и би ги вратил такви на општина Битола, зошто да не ги издајме? Значи вака, Значи, ве молам до крајот на работниот ден. Значи, Да ни пуштите за еден сат ќе ви слики. пратам, не до крај на Да, работниот ден. за еден сат тоа пуштете ни. Ние после На ова мејл на секако- совет ќе пратам. Значи на мејл, а не знам ни зошто до сега не сте ни ги Добро, пуштиле. ќе пратам, не е проблем. Значи да ни ги пуштите. Ова точка сега моментално нема да ја гласаме. Добро. Имаме после тоа мислам комунални. На кој ќе заврши комунални, ќе оставиме точката или председница, ќе се договориме, Добро. ќе видиме. Ќе ви пратам фотографија од сите. Други прашања, повелете Левски. Едната е месната заедница Кичинарот. Таа една, мислам, нема друга таму. Другиот е големиот објект поранешниот ресторан. И тоа позади него е стрелана сега што се користи, и некои други невладини таму има организации. Со ова би го регулирале статусот. И општината ќе зема кирија. Благодарам. Некој друг прашање? Повелете. Месната заедница Таки Даскал е таа кај Чинарот. Завршена е постапката, таа беше дивоградба. Многу години е таму, 40 и повеќе, јас само што памтам. Во моментот е поднесено барање за запишување во катастар и за една недела ќе биде запишано. Се исклучува микрофонот. Инаку не е дивоградба, сите месни заедници со одлука на влада и делбен биланс од 2005 година се даени во сопственост на општина Битола и сега Беше дивоградба. Започната е постапката уште од 2018 таму. Беше дивоградба. значи Да, апсолутно. Точно. Не е дивоградба, градена е со градежно-техничка документација во минатиот период, меѓутоа никој не ја запишал во катастар за недвижности до сега. И затоа некој тука понел барање за легализација. Не знам кој понел, во 2018 година точно. Меѓутоа, по консултација со Агенцијата за катастар на недвижности, изготвен елаборат за запишување во сопственост на недвижни ствари и истата ќе биде запишана во Постапката ја поднесоа граѓаните што живеат во тој дел. Со оглед дека во 2017 за таа месна заедница
Енормни беа сметките оставени од, не знам, таму некој шампион беше за теретана, Тита, не е битно како се викаше. Значи, огромни беа сметките за струја. И Евена дојде да го извади и сатот. И така да таму имаше малце поголем проблем од само запишување во катастарот за недвижности. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Повелете. Дали ќе има критериум некаков за каква намена може да се издават овие објекти? Во касарната зборувам за војничкиот ресторан, на стреланата претпоставувам како што е моментално. Генерално ги издаваме како објекти, како и претходниот објект. Значи нема ограничување на намена. Друг некој? Доколку немате, ви благодарам. Минуваме на следна точка. Точка број 9. Утврдување на почетна цена за давање на закуп на микролокации предвидени за поставување на урбана опрема, рекламно-информативни паноа, билборди. Од општина представник. Моето прашање, Пеце, беше и предходно. Да. Ова точка беше на предходната седница, Беше, да, ова е не беше изгласана. Не беше, ова е по втор пат. А сега се надева некој дека вторпата која клајте ќе се изгласа, не разбирам. Ама Ако еднаш не е изгласана, зошто ја враќате пак назад? По моје, јас мислам дека треба да се изгласот и овие се пари за општината. Значи јас ве разбирам, меѓутоа јас не можам да разбирам ако советот еднаш донесол одлука да не се изгласа нешто, не ја разбирам причината зошто на следна седница пак ја клавате како точка. Добро, може имате обезбедено па мнозинство да ја изгласа. Мораме Во да ред. имплементираме новата Вие може програма. морате се, меѓутоа ако не е изгласано од овој совет, ништо не морате. Повелете. Почетна цена за давање на закуп на микролокации предвидени за поставување на урбана опрема, едностранни билборди, рекламна површина од 12 метри квадратни, 19.600 денари на годишно ниво, а за двостранни билборди со рекламна површина од 24 метри квадратни, 37.600 денари на годишно ниво. Се надеваме да се имплементира новата програма за урбана опрема, од овие се средства за општината. Јас не знам, ако не се изгласа, треба старите билборди што се во централно градско подрачје со новата програма за урбана опрема да се отстранат. Имаме 113 билборди со новата програма за урбана опрема кои сакаме да ги дајме и луѓето што ги изнајмуваат чекат на тоа. Сега не знам како ќе решите, ако неќите да има прилив на средства во општината, тогаш не гласајте. Благодарам за вашиот политички говор. Иако сметам дека вие како администрација не можете вака да ни кажете, меѓутоа добро, поќе мене овде ништо не може да ме изненади. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот. Следна точка. Точка број 10. Одлука за пренесување на право на управување и тековно одржување на објектите за спорт од локално значење и детски паркови на подрачје на општина Битола на ЈП Комуналец Битола. Представник? Нема. Добро, ќе ја повлечиме, тоа е точката. 11 точка. Одлука за давање на трајно користење без надоместок на донација опремување на соба за третмани од страна на Германско друштво за интернационална соработка ГИС проект за социјални права на ранливи категории. Почитувани, значи на претходната седница на Совет донесовме одлука за примање на ова донација. Значи тоа е соба за третмани на деца со попреченост во основното училиште Коле Каневски. Значи претходната седница донесовме одлука за примање на донацијата, значи општина Битола е прими од страна на ГИС, а сега општина Битола е дава на трајно користење на основното училиште Коле Каневски. Благодарам. Прашања? Доколку немате,
Ви благодарам. Точка број 12. Решение за давање согласност на одлуката за давање донација за изработка на планска програма, изработка на ДУП за блок 30801. Повелете. Почитувани, повторно, во однос на одлуката за давање донација, ние добивме барање од општина Битола. Согласно барањето, се одржа надзорен и управен одбор, на која е донесена одлука да се дава донација за изработка на планска програма и изработка на детален урбанистички план за блок Z0801. Тој е запад. Овие малку бројките збунуваат, некој ще мисли дека е 3, бидејќи поделено е на реони, централен, источен, северен, западен и јужен, ова е западен дел. Со ова одлука, јавното предпријатие во својство на давател ја дава донацијата на примателот општина Битола по барање за донација, број тој наведено е во одлуката. Вредноста на оваа донација за изработка на планска програма и детален урбанистички план, согласно блоковската поделба на ГУП, го опфаќа блокот Z0801, со плански опфат од приближно 15,57 хектари и согласно тарифникот за вредноста на работите од урбанистичко планирање и ценовникот на услугите на јавното предпријатие изнесува 25.588 евра. Ова одлука стапува на сила со денот на донесувањето, а секако ќе се применува доколку добие согласност од Советот на општина. И во образложението, мислам го прочитавте, согласно дописот е изработена. За кај е овој детален? Овој детален урбанистички план е блок Запад за 0801. Тој е од спротива, да кажам, вака речено, на Кеопс, центарот, делот позади зградите на Ремо. Значи, северно од Веро. Овој блок има површина од 15,55 хектари и од годишната анализа за спроведување на урбанистички планови за 2024, која е правена согласно секој блок посебно, можам само да ви ги прочитам генералните смерници, ќе имате годишната анализа, ќе прочитате. Значи, планови на сила за овој предметен опфат е ДУП за стамбена заедница 1 и 2 Битола, ДУП за урбанистичка единица број 2 Битола. Да не ви напоменувам дека сите овие детални се пред генералниот план, меѓутоа се уште се применуваат. Може попросто да ни објасните? Попросто да ви кажам. Зашо е деталниот урбанистички план кај Кеопс? Да, не кај Кеопс. Карши Кеопс. Карши Кеопс. Значи вака, согласно барањето на општината. Бидејќи таму, овој план, согласно и наведената анализа, анализите од студиите за градски центри и така натаму, а предвидените намени по ГУП и по предходниот детален се, значи, домување со комплементарни функции и спорт и рекреација е предвидено, се предвидено и основно училиште и градинка, меѓу другото, како дејности комплементарни, се од анализите произлезе дека има една површина со прилично голем плански површина, да речам, сега не знам точно колку метри квадратни, во која би можела да се испланира повеќе функционалниот спортски центар нова локација. Чекајте. Во северниот дел. За кај ми зборате дека функционален спортски центар може над Кеопс горе? Не ве разбирам. Од Каршија Кеопс, не можете ме разберете. Таму има згради. Треба графички да ви објаснам, да. Таму има... Земјиштето чие? Земјиштето е на РМ. После гаражите, да речам, вака јас се ориентирам источно-западно од гаражите. Има една голема површина, што е на РМ земјиштето. И таа голема површина одговара на проектот што го имаме за... Одговара на проектот, одговара на идејниот проект, се вклопува, согласно, нели, добиениот идеен проект. Меѓутоа нема таква намена, така? Намената ќе се даде со деталниот. Добро. Намената генерално во овој детален, Добро. Во овој детален ви кажав дека е значи колективно домување, комплементарни функции, образование. А за овој дел сега што го барате, таа намена за тој дел и таму се предвидени некакви
да кажам, трговски мали единици сега тогаш се предвидувани, може ми да ви го пак, Не се не го носам разбираме. изводот. Значи со овој дуб, Да, со овој на не е таа предвидена. површина. Не е предвидена. Па тоа ме интересира, Не. каква намена се предвидува? Значи се предвидува мали комерцијални дејности, како згради, на пример. не згради, него се за трговија, трговска дејност. А згради има друг дел. Има и згради колективни. Значи предвидени. деловен простор, кратко речено. Па кратко речено деловни Мал. простори. Да. Меѓутоа површината нормално со овој детален план ќе се усогласи со генералниот и со намените. И доколку нормално се прифати и планската програма и понатаму во одлучувањето. Тоа е. Благодарам. Молам. Минуваме на следна точка. Точка број 13. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на тарифи за собирање и одведување на урбани отпадни води на нискоградба Битола за регулиран период 2024-2026. И точка број 14. Двете директори да ги читам. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на тарифи за прочистување на отпадни води на нискоградба Битола за регулиран период 2024-2026 година по категорија на корисници. Повелете. Ако може тишина во салата, ако некој не го интересира, може да излезе. Почитувана председателке, почитувани присутни. Како што знаете, законска обврска е на нискоградба да побара тарифи за прочистување на отпадни води за регулиран период од 24 до 26, исто така и собирање и одведување на урбани води. Доколку некој не е запознаен со разликите и деталите околу овие две тарифи, во првата станува збор за прочистување на отпадни води, бидејќи Битола нема пречистителна станица, тука станува збор само за пречистителната станица, за двете пречистителни мали станици во село Кукуречани и село Трново. Да не ви ги кажувам бројките, ги имате пред вас за 2024 година домакинства 4,75 денари метар кубен, установи предпријатија, читам останатите, 25-та и 26-та. Исто така, за што се однесува до градот Битола, тука станува збор за тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води. Значи, тука немаме прочистување, бидејќи немаме прочистителна станица. Период 24 до 26 таксативно во одлуката ги имате сите советници, цените, ете пример 24-та 15,46 од метар кубен за домакинства и установи, предпријатија и други корисници 27,19. Доколку има потреба од некои детали, стојам на располагање. Благодарам. Прашања? Јас имам само едно прашање. Истите цени се или имаме некакво покачување? Имаме покачување за околу 15%. Благодарам. Друг некој прашање? Доколку немате, ви благодарам. Минуваме на следна точка. Точка број 16. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на тарифи за вода за пиење на ЈКП Водовод Битола за регулиран период 2024-2026 година, согласно решение од Регулаторна комисија за енергетика, водни услуги и услуги за утврдување со комунален отпад на Република Македонија. Повелете. Добар ден на сите. Значи, врз основа на член 13 став 1 од Закона за утврдување на цени на водни услуги, Службен весник на Република Македонија број 7/16, став 7, член 7, став 1 од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водни услуги на регулаторна тарифа за водни услуги, добиено е решение од Регулаторната комисија за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП Водовод Битола за регулиран период 2024-2026 година и тоа за 2024 година се утврдува просечна тарифа, односно пондерирана цена од 42,62 денари метар кубен, 2025 43,22, 2026
во износ од 43,86 денари. Врз основа на ова решение од Регулаторната комисија за води и водни услуги, од добиеното решение добиено на 1 декември 2023 година, според Законот за води, донесена е одлука на Управниот одбор за утврдување на тарифа за вода за пиење на АКП Водовод Битола за регулиран период 2024-2026 година и за 2024 година за домакинства 37,78 на 38,71, за предпријатија 52,80 на 58,007. И во следниот те години имаме помало подигање на цената на водата, односно тарифата за вода за домакинства и за предпријатија. Одлуката е донесена на ден 14.12.2023 година, значи врз основа на Законот за води и водни услуги и решението од Регулаторна комисија. Благодарам. Дали некој бара збор? Повелете. Сакам да прашам, че ова одлука ја носи сега Регулаторна комисија за енергетика и ви ја доставува до вас и вие мора да имплементирате, така? Да, врз основа на законот. Значи сега Регулаторна комисија ги одредува цените. И како што гледам, околу 7 денари, 6 денари. 6 денари. Во 2024 има зголемување. Да, после по 1 денар. И доколку не се, да речеме сега, ова е ставена на гласање на Советот, гледам, одлуката влегува во сила на денот на донесување, по добивање согласност од Советот. Значи, Советот доколку не изгласа, какви импликации ќе има врз водовод? Односно, дали ќе има од Регулаторна комисија за енергетика некакви постапувања дека не е ова одлука имплементирана? Значи, според законот, ингеренциите повторно ги зема Регулаторна комисија и во рок од 150 дена повторно носи решение и одлука. Значи, тогаш не гласа Советот. Тогаш решението го носи директно Регулаторна? Директно Регулаторна. Значи, таа е обврзана да донеси решение за вода и после, во одреден период, треба да дојде на гласање ова што го кажавте, поминува одлуката на управен одбор и доаѓа во совет за гласање. Фала. Благодарам. Јас имам едно прашање до представникот. Разликата во носењето на одлуката е тоа дали ќе стапи веднаш или ќе стапи по 150 дена. Така? Да не се разбериме грешно. Значи, ние имавме ваква ситуација пред неколку години и Советот не ја изгласа. Така беше? Пред 3 години Советот донесе одлука. Значи, донесе или не донесе? Донесе во Добро. септември месец. Добро. Во сега август вака. месец 2020 година. За 21, 22 и 23. Добро. Сакам да кажам дека во тој период и тогаш имаше реакции за покачување на водата и колку што се сеќавам имавме бурна расправа тука за истото. Сигурно и вие се сеќавате бидејќи и тогаш бевте представник на Водовод. Мене ме интересира зошто би го донесле сега, а не по 150 дена? Затоа што планот за работа и програмите се вкалкулирани токму со оваа цена. Во овој 3-годишен период, за жал, Водовод имаше негативен финансиски резултат и доколку се продолжи со оваа цена која имаме сега, сигурно дека ќе има негативен финансиски резултат. И во прашање би дошла ликвидноста на фирмата и, за жал, може да имаме прашање и водоснабдувањето на градот. Потоа ми е второто прашање. Јас се извинувам и до директорот, ако не ви е проблем, изумив. До двајцата директори имам прашање. Дали ова година вашите сметки ќе бидат позитивни или негативни? Кај мене мислам во процес на изготвување, ама некаде околу нулата ќе видиме. Оваа година ЈКП Водовод ќе има далеку помала загуба од минатата, но ќе види во загуба.
Таман за да изберете уште еднаш нов преседавач на Совет, за да ви ги помини завршените. Повелете. Прашање до представниците од Водовод, службеникот представникот од Водовод кажа дека предлогот кој е стигнат од регулаторна, како што разбрав, помина на вашиот управен одбор или не помина? Значи помина на управен одбор и мислам дека документите ги испративме до службите, така да помина на 14.12.2023 година врз основа на решението кое што го добивме од регулаторна комисија, од Бислимовски. Добро, фала. И ние сме обврзани затоа што по закон има и казнени мерки во однос на непостапување според законот за води, за тарифи на води. Повелете. До представникот на Водовод. Велите ви стигна решение од регулаторна. Така бил законот. Вие немавте поднесено барање? Врз основа на нашето барање на 15 мај 2023 година, кое барање сме обврзани на секои 3 години. Така, на 3 години. И изготвивме бизнис план за 2024, 25, 26 и тој бизнис план и сите пресметки кои што се направени со сите податоци се доставени до регулаторна комисија и регулаторна комисија врз основа на показателите кои што ги имаше во овие 3 години од 20, 21, 22, 23 година и сега регулираната цена на тие за тој период е направена ова нова тарифа. Значи тарифата ја составува и ја пресметува регулаторна комисија. Колку побаравте во барањето? Молам? Колку побаравте зголемување на водата? Значи ние имавме побарано малку повеќе од односу на што го добивме. Малку повеќе. Сега покачувањето негде е 30%, така? Не, покачувањето е околу 20 на 6,89 денари. Колку е сега водата? Кубикот? Кубикот вода за домаќинства е 37,78, а за предпријатија 52,8. Колку е сега со покачувањето? Со покачувањето 38,77 и 58,07 за 24-та. А веќе во 25-та и 26-та има минимално од 0,9 дени, 1 денар, така да 25 и 26 ќе биде доколку нема инфлација. И тоа заборавив да покажам дека нашите пресметки беа без инфлација, меѓутоа регулаторна ја стави таа признае на 2%, мислам, инфлацијата врз основа на која што дојде и до покачувањето на водата и да напоменам дека се чекаше толкав период да добиеме решение, бидејќи се уште немаше добиено Стрежево нова цена. Сега веќе има Стрежево нова цена, од која што ние земаме сурова вода за пиење. И таа е вкалкулирана во ова тарифа, електричната енергија, цената значи е вкалкулирана, репроматеријалите, резервни делови, нафта, нафтени деривати, зголемување на платите и инфлацијата од 12. И врз основа на овие показатели е добиена новата тарифа. Решението за зголемување на цената на водата го имате како информација на регулаторна комисија за енергетика и водни услуги. Не е 6 денари, не е 38. Значи, регулаторна комисија... 46 денари. Значи, регулаторната комисија ни дава цена минимална, пондерирана. максимална и просечна цена ви дава. Меѓутоа таа е пондерирана, таму е и цената на домаќинства и цената за предпријатијата. Значи, во ова 42 денари влегува цената за домаќинства и по формула се одредува процентот за домаќинства и процентот за предпријатие. Таа е просечна пондерирана цена. Така. За 0,8 дени беше покачувањето во пред 3 години. Хистерија беше во градот дека 0,8 дени кубик се покачи. Колку ќе ви бидат финансиските
импликации со покачувањето? Како мислите импликации? Колку пари ќе заработите со зголемувањето на цената на водата? Значи, поголемот зависи од значи, според пресметките ги имате во, мислам дека го имате и решението од регулаторна комисија, стојат комплетно сите показатели кои што ги имаме на приходна ставка и на расходната ставка. Така да таму може комплетно за секоја ставка да се види колку пари ќе се соберат и колку пари ќе се потрошат. Затоа што на 20% е зголемувањето на цената на водата на сурова вода. Така да зголемувањето на цената на електричната енергија, сето тоа имплицираше да се дојди до оваа цена. Уште еднаш ќе ве замолиме во материјалите, не сурова, сирова вода. Добро, сирова. Сурова е друг збор за друга конотација, сирова. Во ред. Благодарам. Ај вака, сам малку директоре. Јас вистина не памтам може многу, ама постојат документи кои памтат. Јас добро се сеќавам како гласал овој совет, иако ми кажувате нешто што не е така. На 30 јануари 2018 година. Ќе ви прочитам две работи. Во моментот кога цената на водата ќе се зголеми, добро ќе биде на граѓаните и да ми објасните како тоа ќе се случи. Ги лажевте и во кампањата дека цената нема да се зголеми. За следните 3 години цената ќе поскапи за околу 30% од актуелната цена на водата, рече Борче Димитровски од ВМРО ДПМН. Како владеачко мнозинство нема да ја зголемиме цената на водата за граѓаните. Се работи за закон донесен од Регулаторна комисија за енергетика. Ние ќе гласаме воздржано, рече Валентин Груевски, председател на Совет. Вие, директоре, денес барате да се поскапи цената само иницијативно, бидејќи вашето предпријатие е во лоша состојба. Нема тука ништо страшно тоа да ни го кажете така како што е. Бидејќи памтам дека овој совет не ја изгласа таа одлука. Иако ми кажувате дека била изгласана, значи точно се сеќавам дека и да беше изгласана во тој момент имаше мнозинство владеачката партија, меѓутоа јас добро се сеќавам дека гласа воздржано. Така да, може би е добро да си го послушате тогашниот колега, сегашен секретар, дека треба да му кажете на граѓаните дека мора да поскапите цената и ќе пропадне предпријатието. Ви благодарам. Некој друг дали бара збор? Доколку нема никој кој бара збор, минуваме на следна точка. Ви благодарам за присуството. Точка број 17. Решение за давање на согласност на одлуката за ЈПП ЈЛП Битола. Повелете. Добар ден на сите. Пред нас одлука за дополнување на правилникот. До сега станува збор само за една техничко доопишување на поимите што се во него. До сега имавме можност да наплаќаме за физички, за правни и за вработени лица. Се јавија во меѓувреме некои нови потреби, например во спортската сала спортски клубови сакаат да регулират, ние немавме можност да наплаќаме. И пред нас е само доопишување на зборот правни лица што ќе подразбира во ценовникот, односно кај правните лица ги ставаме и невладени организации, спортски клубови и политички партии со седиште на територија на општина Битола. За да можеме да невладините ги ставивме, пошто се е тренд да се зголемуваат, неаме до сега побарување, имамо побарување од една политичка партија сака да се регулираат паркинг и сега се јави, значи последно со реновирањето на паркингот кај спортската сала, се јави желба кај спортските клубови да регулираат платен паркинг за нивните членови, играчи и заради тоа вршиме до објаснување на терминот правно лице. Ви благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Доколку никој не бара збор, ви благодарам за присуството.
Точка број 18. Решение за давање согласност на одлуката за измена на наменска и блок дотација на Естреја Овадија Мара. Мислам дека има неколку точки. Дали може да додат сите заедно? Повелете. Чисто да ни кажете за што се работи. За плановите, јас не знам. Извинете, директорот и нема. Ти бараме стално директорите. Па јас мислев дека го спаѓате директорка. Не сум јас директор. Не. Еве, представник да речеме. Не, директорката не е отсутна на одмора. Добро. И заради тоа. Најави, председател вас. Колега, јас ако треба вас да ви давам извештај, повелете. Повелете. Не, ти претходно... Повелете. Ако може само микрофонот. Со изготвувањето сум тука, иначе Добро, значи не можете да ни дајте целосен извештај за што се однесуваат точките. Не, јас како од сметководство сум, мислам, буквално за контата, за тие работи. Ако треба нешто од тој аспект, од технички. Добро, добро. Ви благодарам. Точка број 21. Решение за давање согласност на одлуката за донесување на годишен финансов план за донаторска сметка за проектот Инклузија на деца роми во предучилишните установи детски градинки во 2024 година на јавната општинска установа за деца детска градинка Естреја Овадија Мара. И ова е исто, така? Исто, да, трите сметки се од Естреја Овадија Мара. Добро. Ви благодарам. Минуваме на гласање. Доколку никој нема... Извинете, подносно овие последните точки ќе ни образложат луѓето, ќе ги гласаме или како? Кој ќе стигнам до точките, ќе ви кажам, колега, многу сте Не, дали нервозен, имаме зошто да сте прашаме, нервозни? Дали може Ами да поставиме не, прашање? нема кој да го прашаме. Кој ќе го прашате? То сакав да ве прашам. А оти мене ме прашвате. Оти не кажав Значи што е јас подносно кажав, точките. па кажав дека одиме понатаму. Добро. Да, извинете, дошол представник. Одлука за пренесување на право на управување и тековно одржување на објектите за спорт од локално значење и детски паркови на подрачје на општина Битола на јавното предпријатие Комуналец Битола. Благодарам, се извинувам што закаснив кога ја читавте точката ради други обврски. Ова се однесува за примање на донација за трите изградени мали паркчиња во населба Карпош, кај основното училиште Свети Климент Охридски и во село Долно Ризаре. Имено Центарот за Пелагонички плански регион склучи договор со Бирото за равномерен развој врз основа на програмата за изградба на детски паркови, односно подобрување на условите за живот на маргинализираните и ранливи категории на жители во Пелагоничкиот регион и распиша тендер на кој што се јави соодветна фирма и овие паркови се изградени. Значи, за да можеме да во иднина да ги одржуваме како што треба, затоа предлагаме да ова донација ја прими општина Битола и практично му ја пренеси на одржување двогодишните програми на јавното комунално предпријатие Комуналец. Благодарам. Прашања? Повелете. Прво да разјасниме, тендер или донација? Значи, во моментот е донација од страна на Центарот за развој на Пелагоничкиот плански регион врз основа на претходно распишан тендер, односно склучен договор со Бирото за регионален развој. Тоа го побара општина Битола, така? Бидејќи тие добри финансиски средства за ранливи категории, а вие одлучите паркчина, така? Значи, програмата по која што имат аплицирано, јас не можам да наблегувам во програмата, тоа е сигурно програма, мерки и така натаму. И врз основа на таа програма се изградени овие три, добиени се тие средства од Бирото за регионален развој и од нивна страна е распишан тендер, така е согласно законот, односно Бирото за равномерен регионален развој има такви овластувања, односно за тоа и направено. Така да паркчиња да се изградени и грејата е да се остат во таква состојба да никој не преземе одговорност за нивно одржување во иднина. Значи не одиме за тоа дали е грејата, дали е за грејата.
едно кажува општинската страна, кај што се вели дека се трошат пари за граѓаните за тие средини, а велите ранливи категории. А ако проектот го работеле за ранливи категории, еве да вечеме во паркчето која ранлива категорија има софистицирана играчка во паркчето. Може да ми кажете? Конкретно какви крлешки се наместени и какви се тие, значи направена е проектна документација согласно тоа, согласно површината како што е и соодветни играчки се наместени таму. Меѓутоа дали има ранливи или неранливи во моментот не можам да ви кажам за кој и какво. А што игра улога површината со ранливите категории, мислам? Не, велам врз зависност од површината наместени се соодветни крлешки таму, така да може. Ако беше поголема, ќе имаше простор, така? То сега ми кажете? Не сакам тоа да ви кажам. Сакам да ви кажам дека согласно просторот поставени се соодветни играчки, дали се за ранливи или неранливи, јас не можам да навлезам зошто Пелагонискиот, односно Пелагонискиот плански регион со оваа програма аплицирал. Значи ме прашате мене за нешто што веќе аплицирано, одобрено од Бирото за регионален развој, зошто е по таа програма и која мерка е тука употребена, не можам да навлегувам. Меѓутоа сега во случајот не ве прашувам за тоа. Да. Бирото си аплицирало, си изготвило проект, си добило финансиски средства, зашо ги потрошило општина Битола е прашањето. Дали за мерката за која што ги добила парите или за нешто друго, бидејќи себе промоцијата е нешто друго, ако имате видено, значи ако пратите известувањата и така натаму. За трите паркчина и сумата беше 4 милиони денари, така? да, прилика толку, околу 4 милиона денари, да. Проектот е во вредност од 4 милиони и 600 илјади денари, средства од Бирото и се реализираше со партнерство. Значи не се донација. Партнерство значи дека тука учествуваше и општина Битола. Ние во случајот сега носиме одлука за примање донацијата. Значи, Пелагонискиот плански регион врз основа на апликацијата што направил до Бирото добил средства и така натаму. Ами од општина Битола на 2 октомври ги информираше лажно советниците и граѓаните. И јас сакав исто да прашам, не донесовме ние таква одлука? Сега што правиме? Ние, значи, немаме дискусија дали се добри, дали се ранливи, дали е греота. Значи, донесовме една одлука, сега друга одлука носиме. Значи, со оваа одлука, дали не знам дали го прочитавте ова до крај? Извинете, ама нон-стоп не правите неписмени. Значи, читаме, како не прочитавме. Се задолжило градоначалникот, општина Битола да склучи договор со давател на донација со кој подетално ќе се уредат начинот на користење на донацијата. Значи, изградени се, треба да ги, значи, општина Битола треба да ги прими. Еднаш. На минатата седница донесовме. Така, колега, вие работите таму, се иззедовте од гласање. Нека ни објасни. Ако може да се објасниме. Да, нас неписмените да ни објасните. Колешки, ако може да кажам, да не вреѓате, претходно се донесе одлука за примање на донација, која што требаше да се изгласа од Советот, за да може градоначалникот да потпише одлука за примање на донација. Донацијата во моментот е во собственост на општина Битола. Сега, бидејќи општина Битола, општинската администрација не може да ги одржува игралиштата доколку се расипи некоја крлешка, оградата треба да се донеси плюс песок таму. Одржувањето го врши јавното претпријатие Комуналец, како што и за другите паркови во градот и мали паркчина. И затоа се носи одлука за управување и тековно одржување, кој што му се дава задолжение на јавното претпријатие Комуналец. Ако ви е тешко ова да го сватите, не знам. Повелете, еве вие го сваќате. Извини, мене ми е тешко да го сватам, пошто рече донација да примиме сега за јавно комунално, за Комуналец да го држува. Прво му дадовме на градоначалникот собственост да потпишува, сега на комуналното да му го дај, пошто општината.
Ај полесно да ни објасните вие сега, на комуналец му го даваме или на општината? Или представникот не убо ни објасни? Јас не знам оти не ве прочитат вас за да ни објасните вака. Мислам да знаеме, пошто упатени сте во ситуацијата, прво е за ранливи категории, па не е изработено за тоа, па се потрошено 75.000, по 25.000 евра од паркче. Па после тоа му дадовме согласност на општина Битола градоначалникот да распиши. Па после сега не може да го држува општина Битола, ќе му дајме на комунално. Сега му даваме согласност на градоначалникот да му го дај на комуналец? Или му го даваме на комуналец ние како совет? Или не знаете што направите што од почеток со парите? Може така да ни објасните? Не ви дадов збор. Ако може. Не ви дадов збор. Може ли Почекајте не може? малку. Почекајте малку, ако ви дам збор, значи заврши колегата, јас сакам да земам збор. Точка број 10. Одлука за пренесување на право за управување и тековно одржување на објектите. Представникот од општина рече донација. Мене тој момент ме интересира. Значи, ние даваме донација или имаме одлука. На кој му даваме? Убо прашва. Сега пак го овластуваме градоначалникот. Не мора да не правите, колега, неписмени. Значи, јас читам овде шо пиши. Читам овде шо пиши. И ако не имаме право па да прашаме, а ако не смееме да прашаме, кажете, нема да прашувам. Повелете сега. Немам што да кажам. Се извинувам. Дали ќе може да ги видиме цела околу тие парчината, цела донација, таа тендерска постапка за секое парче играчка, колку вредеше, што вредеше? Пошто немавме можност, себе се не знаеме дали е донација, дали е парче, дали ние од општина Битола користевме, да видиме така. Донацијата за одржување, за да знаеме тековно после колку ќе се одржува. Може? Се извинувам, значи јавната набавка ја распиша Пелагонискиот плански регион. Значи ние немаме директна врска со ја распишување јавна набавка и така натаму. Значи ние како општина, односно Одделението за економски развој изготви техничка документација за поставување на такви соодветни крлешки и така натаму во зависност од просторот, како што реков. Меѓутоа понатаму, бидејќи тие аплицираат до Бирото за регионален развој, тие го распишуваат тендерот, тие склучуваат договор и по склучувањето на договорот по изградбата треба ние да примиме донацијата и некој треба тоа да го одржува. Значи тој што треба да го одржува ова е пак комуналец. За воиднина да не доиме до состојба како што сега се на некои места. Значи сепак некој треба да преземи нешто таму да одржува во неговата годишна програма. Тоа е предлогот да комуналец тоа го презеде и си стави во неговите годишни програми и ставка за тие такви игралишта кои веќе се изградени. А процесот на јавна набавка ќе се обратите до Пелагонискиот плански регион, тие ја спроведува и ги изградија. Ќе се обратиме, бидејќи кога правевме првиот пат донацијата, не знаевте кога правевте техничка документација дека ќе треба одржување, бидејќи сега пола се искршени. Сега ќе донесеме одлука, да шо? Да повторно ние ги градиме, да правиме техничка документација за набавка. Значи по градбата, по изградбата некој треба да ги преземе. Му дадовме согласност, преземете ја, се му додадовме. На кој му дадовме согласност да преземе? Ако може да не си правите муабет, ако може прашање и одговор. Целта на ова е да Советот на општина Битола може да му дај согласност на нивните, на неговата надлежност, на јавните предпријатии и на градоначалникот. На никој друг не може да му дај согласност. То добро го знаете и тука не треба да манипулирате околу тоа. На друг не може да му дај согласност. Не може да му дај на Министерството и на владата Советот на општина Битола. Се знае кој може на кои институции можеме ние да дајме. И се знае општинската администрација во кои ингеренции работи. За градоначалникот, за Советот на општина Битола.
Значи ова го прашуваме затоа што граѓаните прашуваат, добро ве кога ги презедовте, кога ги правевте, мислевте да има некој да врви, да чисти канти, да уредва комуналец, да не си скршат и така натаму да се направи. Го пишеа тоа граѓаните колку ќе издржат, колку ден и така натаму. Тоа е работа на советниците да прашуваат. И ве прашуваме и сега, вие не прашувате вас, добро, на кој требаше да му дајме ингеренцијата. Вие нас, како општинска администрација, не прашувате на кој требаше. Благодарам. Дали некој друг има прашање? Доколку немате, преминуваме на гласање. Инаку материјалите кои ги баравме по точка број, мислам дека беше 8, пуштени се надевам за брзо дека ќе ги добиете на мейл. Точка број 1. Финансиски план за работа на јавното предпријатие Комуналец за 2024 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 2 за. Против? 1. Воздржани? 2. Точка број 2. Финансиска програма за одржување на јавна чистота на јавните површини на територија на општина Битола за 2024 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 2 за. Против? Воздржани? 3. Точка број 3. Финансиска програма за одржување на јавните зелени површини на територија на општина Битола за 2024 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 2 за, против, воздржани, 3. Точка број 4. Финансиски план и програма за работата на јавното предпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола за 2024 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 2 за, против, воздржани, 3. Точка број 6. Програма за финансирање на изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Битола за 2024 година. Значи, немаше присутни директори од Паркинзи, уствари тука е сега од Паркинзи директорот, меѓутоа од Жабени не беше присутен. Директоре, дали може да ни кажете, бидејќи преге кога бевме кај точката не бевте тука, дали може да ни кажете зашто са овие средства кои ги барат? Јавното предпријатие Паркинзи на површините на затворените паркинзи, паркинг системите ги изнајмува од самото формирање. И тоа значи некој финансиски одлив на средства, околу 100.000 денари, мислам дека Бети ќе ми потврди без ДДВ месечно, секој месец. Цената на еден систем се движи од околу 700-800.000 денари од прилика, ви велам, а ние не сме во можност тие средства да ги обезбедиме сега, а сепак ги даваме на друго место, затоа беше барањето за субвенционирање, да набавиме наши системи и да не ги одлеваме тие 100.000, пошто сепак ни значат, не се мали пари за нас. Колку барате со оваа програма за субвенционирање од страна на општината? Председателке, ние побаравме повеќе, пошто имаме ние проблеми со многу работи и мислам, не знам колку ни се одобрени. Значи, ние имаме проблеми... Значи, не ви се одобрени, сега разгледуваме програмата. Так, колку имате побарано? Не, ние баравме многу. Колку е тоа многу? Вака да ви кажем, негде не знам Бети колку беа, негде повеќе од 800.000 денари не коштаја поправките на возилата. Официјално колку пари имате побарано? Да го видам предлогот, може една секунда само и да ви кажам? Ајде. Извинете. За осовременување на паркинг системите 6 милиони денари. А за староста на возниот парк околу 21.000 евра едно возило го земаме во просек 3 нови возила. Малку. Очигледно не ме разбирате или неките да ме слушнете. Предходно представникот од општина кажат дека Паркинзи бара 2 милиони денари. Сега вие ми велите 6 милиони денари, а вкупниот буџет на
Програмата за субвенционирање е 4 милиони и 600. Во ред 2, ако ни одобриле 2. Ма 6 ми рековте се пред малку. Ви реков дека побаравме, да. Општината ни дава 2 милиони, јас не ни знаев колку ни дава Може општината. колега, кој ќе бидете директор, вие ќе ми објаснувате. Вие побаравте 6, зошто не ви дават 6? Не знам, председателке сигурно ги имат во планирано средствата за други И за шо ви се овие 2 милиони? Шо ќе набавите со тие 2 милиони? Колку што можеме ќе осовремениме паркинг простори, тоа е. Значи имате некој финансиски план? Колку кошта една набавка на тие рампи? Цените се менуваат секојдневно, ние немаме набавено одамна, последната набавка била негде пред 2-3 години, 600.000 денари паркинг системот, плюс пари за инсталација и плюс пари за инсталирање на будка за наплатен центар. Значи ако вас ви требат во моментот 6 милиони, ви Значи, требат не- 10 такви системи? Не. 1, 2, 3, 4 системи ни требат во моментов, а планираме 5 и 6 доколку можеме. За кај ви се тие системи? За на затворените паркинзи, Каде? председател, ќе ви кажав. Каде на Јавор, кој? Јавор. Добро. Стара Нема болни- таму? Вака, Јавор. Нима, изнајмен. Добро. Тоа ви кажувам. Добро. Стара автобуска има изнајмен. Дом на култура има изнајмен. Единствено е системот наш во наша собственост кај спортската сала. Значи изброивте 3, Да, кои во моментот ви се изнајмени. да. И овие пари ви требат само за набавка на такви системи. И инсталација, да, ставање во функција. Не се само системите, и софтверот, и сониф и така натаму, едно чудо работи. Се вака 600.000 шо кошта? Само системот или се вкупно? Пред 600.000 само системот коштал пред 3 години. А сега колку кошта? Немам прашано. А како барате 6 милиони ако немате прашано? Уствари 2. Врз основа на шо ги барате овие пари? Ако ви требат 5 системи, вие мора да имате представа колку кошта еден, ми велите дека немате прашано. Зошто? Тогаш ми велите дека 6 милиони ви требат. Председателке, крајната цена се одредува најниската понуда на јавната набавка. Ама вие директоре барем некаква цена не треба знам, да имате. не знам кои се фирми се занимаваат со продажба на паркинг Па системи. тоа е директоре проблемот што не знаете. Јас од она што го имав како информација гледам дека цените се покачени. Добро, јас ве прашав А колку не знам ни отприлика е тие цената. цени што ги видов на интернет како ќе одат на јавна набавка со јавно надавање, со најмала цена. Пред 5 минути ми рековте дека немате прашано колкави се цените. Сега ми велите дека ги видовте цените на интернет. Пред тоа ми рековте дека има покачување на Ваше ви цените. интересира, оти Може гледам да не дека- ми влегвате во збор, дури ве прашувам. Значи, еве ќе бидам малку по-културна од вас и ќе ви поставам прашање. Како ја знаете цената од пред 3 години, а во овој момент ми кажувате дека немате прашано колку коштат системите, не знаете колку би биле по јавна набавка и не знаете колку би го чинело јавното предпријатие, ама знаете дека ќе ве кошта 6 милиони. Тој дел сакам да ми го објасните. Прашањето поедноставете го, не ве разбрав. Знаете што, директоре, вашето однесување во овој совет од првиот момент е крајно некултурно и јас нема да дозволам да паднам на ваше ниво. За жал, градот треба да види кој се е назначен за директор. Не мора да ми одговорите. Ви благодарам. Дали некој друг има прашање? Повелете. Спомнавте дека моментално се изнајмува. Дали таа цена што ја кажавте од 100.000 денари е за еден систем за плаќање таа цена, односно дека годишно се трошат околу 1,2 Не, таа е вкупна за овие сите изнајмени сите месечно, пет, да. сите пет со Да. вклучен со- 1.200.000 без ДДВ годишно. Заедно со се Вкупно за сите. со се одржување на Да. софтверот, со се Да. се. Дали некој друг има прашања? Бидејќи немате прашања, благодарам.
Имам еден предлог во врска со точката. Бидејќи ни кажа од општина дека 300.000 денари се за јавното предпријатие Жабени, во моментот немаме представник, 2 милиони се за паркинзи, така колку што ја разбрав јас Благица, тоа се 2 милиони и 300 илјади. Така? Значи, вкупно 4 милиони и 600 беше. 2 милиони за паркинзи. Така, 300.000, тоа се 2 милиони и 300. Другите се за Пела Линк. Мојот предлог е од програмата за субвенционирање, во програмата за субвенционирање да остане само јавното предпријатие за транспорт, бидејќи во овој момент немаме доволно информации, ниту потребна документација за што би ги користеле другите две јавни предпријатија овие средства и предлагам да се намали на 2 милиони и 300 оваа програма. Кој е за ваквиот предлог, ве молам да крени рака. Бети не може да гласа, така? Добро. Намалување на програмата да остане само јавното предпријатие за транспорт. Кој е за? 2 за. Против? 2. Констатирам дека предлогот не е усвоен. Кој е за ваквата предложена точка? Ве молам да крени рака. 2 за. Против? Воздржани? 2. Минуваме на следна точка. Програма за финансирање на изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Битола за 2024 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 2 за, против, воздржани, 3. Точка број 7. Одлука за обезбедени средства за надоместок за експропријација на недвижен имот за изградба на комунална инфраструктура во општина Битола. Кој е за, ве молам да крени рака. 2 за, против, воздржани, 3. Точка број 8, бидејќи сега се стигнати материјалите, сакате да ја гласаме или да ја оставиме заедно со градинката? Да ги видите материјалите. Ајде, ќе ја оставиме, ќе ги гласаме или председница или во текот на овие дена кој ќе има представници. Точка број 9. Одлука за утврдување почетна цена за давање во закуп на микролокации предвидени за поставување на урбана опрема, рекламно-информативни паноа, билборди. Кој е за, ве молам да крени рака. 2 за, против, воздржани, 3. Точка број 10. Одлука за пренесување на право на управување и тековно одржување на објектите за спорт од локално значење детски паркови на подрачје на општина Битола на јавно предпријатие Комуналец Битола. Кој е за, ве молам да крени рака. 2 за, против, воздржани, 3. 11. Одлука за давање на трајно користење без надоместок на донација, опремување на соба за третмани од страна на Германско друштво за интернационална соработка ГИС, проект за социјални права на ранливи групи. Кој е за, ве молам да крени рака. 5 за. 12. Решение за давање согласност на одлуката за давање донација за изработка на планска програма, изработка на ДУП детелен урбанистички план за блок 0801. Кој е за, ве молам да крени рака. 2 за, против, воздржани, 3. Точка број 13. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на тарифите за собирање и одведување на урбани отпадни води на КЈП Нискоградба Битола за регулиран период 2024-2026 година по категории на корисници. Кој е за, ве молам да крени рака. 1 за, против, воздржани, 3. Точка број 15. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на тарифи за вода за пиење на ЈКП Водовод Битола за регулиран период 2024-2026 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 1 за. Извинете, не, ја люфнав предходната точка за Нискоградба се 2.
на тарифите за прочистување на отпадни води на нискоградба Битола за регулиран период 2024-2026 по категории на корисници. Кој е за, ве молам да крени рака. 1 за, против, воздржани 3. 15. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на тарифи за вода за пиење на ЈКП Водовод Битола за регулиран период 2024-2026 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 2 за, против, воздржани 3. 16. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на тарифи за вода за пиење на ЈКП Водовод Битола за регулиран период 2024-2026 година, согласно решение од Регулаторна комисија за енергетика, водни услуги и услуги за утврдување со комунален отпад на Република Македонија. Кој е за, ве молам да крени рака. 2 за, против, воздржани 3. Точка број 17. Решение за давање согласност на одлуката за дополнување на правилникот и начин на наплата на јавните паркиралишта на ЈПП ЈЛП Битола. Кој е за, ве молам да крени рака. 2 за, против, воздржани 2. 18, 19, 20 и 21 точка ќе се разгледуваат заедно со 8 точка. Ќе бидете известени, заедно со 7 точка ќе бидете известени овие дена, бидејќи сите ќе бидете тука низ општина, има други комисии, истите ќе ги поминиме, ќе одат во продолжение. Ви благодарам за присуството.